Македонија, Фарски острови во пријателски надпревар на арената Тодор Проевски 1:0. Срцата на околу 500 гледачи присутни на овој пријателски надпревар ги изгреа и ги изгоди нивните аплаузи ново влезење од Бојан Миловски, кој во 82-та минута по една добро изведена акција на противничката половина, некаде од 10 метри ниско по земја, успеа да ја спроведе топката во спортивниот агол на голманот на Фарските острови и на тој начин го постигна единствениот гол на овој надпревар, кој толку толку ги задоволи вкусовите, реков, на не толку бројната публика на арената Тодор Проевски. Она што го видовме на надпревар против Малта, кога нашиот селектор Благојан Милевски направи двојна измена, го видовме како репризи на пријателскиот надпревар против Фарските острови, кога во 55-та минута Миловски и Елмаз влегоа во игра и на тој начин малку се забрза играта и доби во динамика сето она што сакавме да го видиме на овој надпревар. Се на се, една добра игра, би рекол пријателска игра, не толку квалитетна, а она што гостите од Фарските острови го покажаа, потврдува зошто 4 дена претходно на гостувањето во Молдавија успеа да одиграат 1:1 на официјалниот надпревар во рамките на квалификациите за Европско првенство Германија 2024 година. Кога секој се собери ќе се одземе, видовме неколку експерименти во нашиот тим, влегоа 6 играчи кои добија шанса да одиграат дел од овој пријателски надпревар и сето тоа може да се смета како една успешна увертира. Но ако имаме во предвид дека некаде во јуни веќе играме со далеку посилни противници, како што се Украина на домашен терен овде во Скопје и 3 дена подоцна 19 јуни гостувањето во Англија, се чини впечаток е дека некои нешта треба малку да се поправат и подобрат во играта и во динамиката на нашиот тим. Се на се, сепак, не треба да бидеме незадоволни, победа е победа, еден гол за нова победа и за колку толку позитивна атмосфера во нашиот табор во овие квалификации. Ако се земи и победата против Малта и ова победа против Фарските острови, тоа се 2 чекора за понатаму и за нови надежи во овој квалификационен циклус. Збор 2 и за самата игра и неколку добри потези пред се ударот на Алиовски кој заврши во пречката и шансата на Радосављевиќ о гостинскиот тим во првото полувреме кога гостите можеа да постигнат гол. Кога овие шанси останаа неискористени, реков, Миловски во 82-та минута го постига единствениот гол и го постави конечниот резултат на овој пријателски надпревар.
Повірите,